Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Добро вечер, добре дојдовте. Јади Бурек, уште едно издание. Здраво живо, како сте? Шо правите? Арно, убо, така. Сполајти, ашколсун. Добре вечер, домаќине. Добро вечер, добре дојдовте, добри луѓе и така натаму. И така наваму. Леле, колку се стереотипни тие влезови, ама нема, мене ми се стереотипни, бидејќи го правам секоја вечер. И мене дај бе измисли нешто, што да измислиш, човеч. Многу им е лесно на овие еднаш месечно, еднаш неделно, онака. Добра вечер. Мошне. Ние мошне, вие мошне. Виде што е културно, виде што е лепо, да ме види, вака треба. Знаеш, ние се восхитуваме, знаеш која, знаеш, почитувани гледачи. Добро вечер, добре дојдов. Видиш, мене ме почтуе, бе. А поштуеме, луѓе што идат се тепат по влезови, по кафани, поштуеме, вреѓаме, плюкаме, кого стигнеме, кого сакаме, ама затоа постиме, нели, благоухани сме, амин пишувам ја која ќе објави некој икона на Facebook и така натаму. Добро. Демагогијата и дволичноста и шизофренијата на овој свет не е нешто чудно и не е туѓо. Што со те процесот? Јас зборам за себе, не за вас. Не. Како сте ми вие, што правите? Што има ново убо, има нешто убо, све ви е убо, рамно. Као земјата. Дали е рамна земјата? Ние цела недела разговараме за тоа дали е рамна земјата и заклучивме дека земјата е рамна. И луѓе кои се занимаваат со Библијата ми држат лекции дека во Библијата пишувало дека земјата е рамна и тоа на повеќе места и дека јас сум неписмено го ведо. Џабе што сум 40-50 години во црква и што сум ја читал Библијата, нема везе кога Господ рекол така и земјата е рамна и дека плови на желка, на желката стојат 4 слонови на кои е ставена плочата од рамната земја и како беше, чекај, да прецизно да ви објаснам, затоа што ја глуп не знаев, ама ме просветлија конечно. Сега ќе го најдам. Барај бе, Барај ќе ти учи комената. Почитувани гледачи, еве вака, со симултан превод. Сакате ова првен да го коментираме? Ај после тоа. Не заслужувате. Затоа што сте тешки дрипци. Вака. Месечината нема своја светлина. Месечината и сонцето кружат над рамната земја. Тука на цртеж. Вака вртат. Месечината
настојува да се приближи до сонцето за да се наполни, да се чарджа. Кога доволно ќе се наполни, месечината го продолжува своето движење. Со кружење, секако таа се празни и кога е при крај, повторно иде на полнење. За разлика од месечината, Јупитер, Марс и Сатурн како и звездите, не се во можност да се полнат како месечината. Они многу малку се наполнуваат. Затоа можеме понекогаш да приметиме дека тие треперат бидејќи се лошо наполнети. Луѓето кои следат и имаат знаење, они можат да знаат кога Марс, Јупитер и Сатурн се појако наполнети и тогаш подобро да ги снимат. Па така, појако наполнети, подобро ги гледаме. Се замисливте и вие? Не, мислам. Стварно, ја не знам будали се овие што идат во космос, сателити, овие што наблюдуваат низ телескоп, и тоа ги има неколку стотици илјади низ цел свет и сите они да лажат. Ми рекоа, Јанко, оваа твојава НАСА лаже. А викам, рускава космос, они, и тие лажат. Како бе русите лажат? Не, американците ги имаат купено, ги имаат платено. Па добро, истото го тврди и кинеската вселенска агенција. Они за бизнис све ќе направат. Па јапонците испратија сателити, видео земјата, велат не е рамна, тркале, знае. Па зашо им джитнаа 2 атомски бомби? Па и французите за луѓе ги сметаште? Ама и британците испратија се нема везе. И кој има везе, бе? Ја, бе? А од кај знаеш? Видов на YouTube. Значи, ја видов на YouTube и све ја што сум видел на YouTube лажат, ама ти си видел и не лажа. Така е. Погледни го, Јанко, видеово, оти ја кријат вистината. Викам, видеово што ми го прати е старо 10 години. Како тоа ја кријат вистината? Ако тоа било вистина, а се крие, зошто не го избришеле до сега? Не приметиле. Викам, исто видео го најдов на уште 40-50 места. И ти да не си продаден таму, те гледам тоа со знакот на НАСА. Си го дал задникот, Колку те платија? Те купија? И јас сум човек од црква, верувам во Божиот збор. Господ рекол, земјата е рамна. Кај пишуе тоа? Немој ти на мене, кај пишуе, кој ќе ти ја зачука менна, свињо дебела. Како ти тоа идеш против Господ? Pardon. Навистина мощне. Мощне. Ја само знам, има една работа. Кога има една секвенца во Библијата кај што велат, има еден разговор и вика, зошто нема чуда, бе? Зошто не се направат чуда? Зошто Господ не направи чуда? Еве да видите. Ја постојам. Никогаш Господ нема да иде против законите свој кој Он ги воспоставил. За, да речеме, необразуваниот, кој нешто чул, не дочул, смета дека закони се 10 Божји заповести. Тоа е апсолутно точно. Но постојат бесконечен број закони кои ние како луѓе и низ науката ги откривме, тоа се законите на природата.
Постојат математички, физички, квантни, астрономски закони кои ги потврдија и еден Исак Њутон, за кој вие сами ми тврдите дека бил верник. Тесла поготово ги докажува сите овие закони, нели? И експериментира и работи со електрицитетот и така натаму. Луѓе, едно ќе ви кажам. Од многу учен, значи зборам, пренаучен, Нобеловец, висок интелектуалец, научник, човек посветен во професијата до врвна мера и човек кој е неписмен, верувајте дека многу лесно ќе се разберете со такви луѓе. Значи, простиот човек, неписмениот човек, неукиот човек, значи без никаква навреда, значи има луѓе кои се неуки. Викаме прост не заради карактерните и лошото однесување, туку едноставен е. Нема наука во него, не знае математика, не знае историја, не знае физика, не знае ништо. И од друга страна имате човек кој се во ова го изворедно многу го познава. И со едните и со другите кога комуницирате е едно исто ниво. Они имаат почит за вашето незнаење, за вашата неинформираност или информираност. И респектираат. Ако ги прашате, ќе одговорат. Ако ве прашаат, ќе им одговорите и ќе ве сослушаат. И едниот и другиот. Сега во средина имаме една YouTube воспитана, Facebook, а од претходно е учена, приучена, каста од луѓе која е недообразувана, научила да пишува и толку е. Од писменоста се информираат од вестници, вести и партиски дојавки и они се најгласните кои ви кажуваат што е наука, дека науката лаже, они ви кажуваат дали треба да се вакцинирате или не, иако тоа е голема дебата и верувам дека ни ја немам капацитет да ја водам, а камоли вие. Затоа што колку што има за, толку и против. Лут е оној кој ќе ви рече дека ја е кажувам вистината, се тоа не чини. Знаете што? Нека ви се запали црвената сјалечка кога некој ќе ви рече сите вакцини не чинат. Некои луѓе можеш да ги лажеш некое време, некои луѓе можеш да ги лажеш цело време. Ама сите луѓе не можеш да ги лажеш цело време. Абрахам Линколн. Криењето, ако е нешто е лажно, кога тогаш мора да излезе на виделина. Дали разбирате? Значи, слетување на месечината. Не се случило. Океј? Еве да речеме. Еве да ви кажам дека постои математичка константа врз која 80.000 луѓе биле инволвирани во тој процес, што значи дека барем 30.000 луѓе ја знаеле вистината. Тоа е во Соединетите Американски држави. Не зборам колку знаеле во Кина, во Јапонија и во Русија, затоа што они можеле со своите радари за време на студената војна да следат дали некој иде до таму или не. Ама вие имате одговор. Они имаат одговор за такво нешто. Ги купиле, нели? Русите се продале во 69 година. Во најголемата борба со Америка, кога го развивале комунизмот. Значи и тоа не чинело. Што чинело? Бог да чува. Не, мислам, шизофренијата е страшна работа. Сакам да кажам дека и да е тоа сокриено,
ќе протече вистината после известно време. Не може, и тоа недвосмислено, нема да има, како да ви кажам, нема да има двојби, овој лаже. Не. Еве вистината, крај, game over, откривме. Знаете кога почна заверата? Стенли Кюбрик тоа го правил. Заверата почна кога се појави филмот Capricorn 1. Негде средина на 70-ти години, Холивуд прави филм дека се лажира слетувањето на месечината. Од тогаш почнува светска теорија на заговор дека немало слетување на месечината. Ја не викам имало или немало. Јас само ви кажувам кога почнува, кога се појави филмот. Ај сега заборавете ова. Идеме со теоријата на chemtrail. Значи, авиони на млазен погон со турбини, нели, не со пропелери, ги има скоро 50, 60, 70 години. Да. Но кога почна тезата за chemtrail? Тезата за chemtrailови, дека авионите испуштаат на небото нешто, се појави кога се појави филмот Матрикс, поточно кога се појави она Аниматрикс, тоа е помеѓу Matrix Reloaded и Matrix првиот дел, да ја пополни она силна празнина заради силната приказна, што се случило, што имало. И таму е многу убаво сликовито опишано дека ние луѓето, за да ги победиме машините, сме направиле некакви партикл, со авиони сме испуштали и сме го зацрнеле целото небо и дека можело да се зацрни небото. Од тогаш до ден денес не престана теоријата за chemtrail. Пред 99-та немаше теорија за chemtrail. За рамна земја има од секогаш и не навлегувам у тоа. Врете. Впрочем, имаше еден рапер кој си испрати свој сателит и балон до горе за да докаже дека е рамна и така натаму, отиде, сликаше и рече, добро, сега рамна ли е? Нема везе, ајде, фала пријатно. Луѓе, има една многу поинтересна научна теза. Вака, мене зошто ми се интересни едните и другите? Сите што поставуваат прашања и што негираат, колку и да звучат злобно, се викаат боготражители. Зошто ја тие бараат вистината? Проблем е што многумина се однесуваат како евреите. Се сеќавате што беше главниот проблем со евреите пред 2000 години? Го чекаа Месијата. Го чекаа дека ќе дојде тој на огнени кочи. Им дојде качен на магаренце, на осле. Не можеа да го прифатат. Абе, вика, ние го чекаме Спасителот. Па еве ви го. Не е тој. Така и со луѓево. Дури и да ја согледаат вистината и да им ја предочиш вистината, нема да ја прифати. Толку е комотен во собственото знаење и само просветлен, бидејќи да прифати нешто поинаку, тоа значи цел свет да му се сручи. Ништо нема да се сручи. Но факт е да ви кажам дека кога Галилео Галилеј докажал дека земјата кружи околу сонцето, а не обратно, луѓе имало што се самоубивале. Замислете цел концепт на себе спознание суштинско, ма тоа е чиста демонологија. Бидејќи, окей, I was wrong. No problem. Одиме понатаму. Љубовта е битна. Не, каква љубов бе? Како не. Јас знам дека е ова. Мене ме просветли. И сега демонот вика, слушај, ова е за ова. Вакцинирај го со оваа вистина, он ќе умре за нејзе. И луѓе мислат дека умираат за Божи вистини, умираат од глупост. А после иконине ни расолзуваат. И се чудиме зошто овие чуда се случуваат, а ги бараме. Има една космичка теза
која негдека од рани 80-ти години, која ја постави Стивен Хокинг, која до крај на живот се обидуваше да ја порекне самиот, многу мина тврдо дека успеал. Ја сум тука тврдокорен. Значи, повторно се актуализира таа тема во научните кругови. Дека сите оние законитости, природни, ја што ви ги реков, Божи закони, поставени. Значи, колку е константата на магнетната сила или електромагнетна или како сакате. Видете, кога настанал светот, настанал универзумот, кога настанал ни од што. Одеднаш се создава. Тоа било една сингуларити се вика тоа во науката, кога се појавува во материјалниот свет. Тој и науката го тврди. Они не знаат, они се обидуваат нешто зад тоа, ама тоа е, како да ви кажам, тапкање. Слепец се обидува да објасни светлина. Значи, и религијата и науката. Религијата го објаснува едноставно, нека биде. Така било и така се случило. Науката буквално го докажува тоа, затоа не треба да ја отфрлат. Она не бега од тоа. Она се труди да докаже. Да, има многу од науката да сака да докажат дека нема Бог. Нивното истражување кое е темелно се повеќе и повеќе напротив утнуваат. Што е суштината? Значи, нема ништо, не постои ни простор, ни вакуум, ништо, ни материја, ни димензија, ништо не постои. И одеднаш се создава. Таа енергија, таа бесконечна точка со бесконечна материја имала бесконечна топлина и брзо се ширела. Се шират две работи. Се шири просторот, космосот, кој се шири универзумот, кој се шири побрзо од светлината и не знаеме што е тоа, бидејќи знаеме дека светлината е конечна брзина. Целата материја се движи со брзина на светлината. Кога имаш ти експанзија на бесконечно топло тело, значи не збориме милијарда келвини, или 100 милијарди, или 10 на 23 на ента, значи бесконечна топлина. Имаш една материја со едни својства, една енергија. И енергијата и материјата е исто. Нити е енергија, нити е материја, тоа е целина. Во сингуларити, бесконечна точка, но се шири и експандира со брзина на светлината. За помалку од секунда универзумот е, за една секунда скоро се случува што имаме денеска. И дури и помалку од секунда. Да не навлегувам во тоа. Но во суштина, како се шири, топлината опаѓа. Како опаѓа теплината, почнуваат да се создаваат првите прачестички. Тоа се ситни кванти, тоа се уште нема ни атоми, збориме. Опаѓа температурата, космосот е една врела чорба, густа чорба. Дури кога ќе стигне после 300.000 години ширење, почнуваат да се создава првите звезди, првата светлина, првите фотони и така натаму и така натаму. И ние имаме денеска универзум. Да не идам во детали, верувајте, ова сум го проучувал многу, толку ме фасцинирало, ама не сум проучувал ја некое лајавче што ми лајало на YouTube. Не. Мене ме интересирал не е ни само Стивен Хокинг, барем 30 до 40 научници, нивни излагања за нивните сознанија. Од сето ова сваќаш дека атомот има нуклеус. Тој е протон, неутрон во неговото јадро. Околу него врти електрон. Сето тоа се честички кои имаат некаква енергија. Ние знаеме колку голема енергија тие содржат, бидејќи знаете дека кога ќе расцепите
енергија, една мала шака од енергија, добивате атомска бомба. Огромно складирана енергија. Но таа не е бесконечна енергија, таа е конечна. Ако ништо не ја мрдаш после ента Google години, таа енергија, универзумот ќе се распадне. Ќе се потроши. Не постои ништо бесконечно. Ние бесконечно се шириме како универзум. Значи, но у даден момент сите атоми ќе се распаднат. Нема еден по еден, сите. Зошто? Затоа што константата, значи, вредноста, силата на еден електрон кој врти околу јадрото, изнесува, ај сега да зборим, на памет, бидејќи не знам, не се трудам да ги запамтам математичките формули, вреди 10. И он со таа 10 сила, брзина и енергија и кинетичка енергија ќе врти милиарди, 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 милиарди години. И сега, ние можеме да експериментираме и експериментираме со нив. Имаме колајдери. Ги разбиваме атомите за да видиме што честички има, да ги најдеме сите. Ако му додадеме на електронот 0,000000000 бесконечно джули енергија, кинетичка, електрична, електромагнетна, каква и да му треба, он ќе одлета од... И немаме универзум. Немаме атоми. Немаме сила која создава материја, бидејќи основата за материја, све е ова, нели, молекули од атоми кои се стабилни. А еден атом не е ништо друго освен енергија. Е еднакво МЦ на квадрат, Ајнштајн. Многу едноставна, толку е слоевита, човече, како од Господ да е пратена. И е сигурно. Ако му одземеш малце од таа енергија, он нема да се спушти некој ниво подолу. Нели? Се вртиш на рингишпил, така? И се вртиш со 20 км на час и држиш така. И сега ќе се спушти на 19 км, ќе се спушти подоле. Ма тој е рингишпил. Тој е центрифугална сила. Ние збориме за базичните елементи од кои е создаден цел универзум, цел космос, све, се. И тие законитости, тој атом, каков е овде, таков е и на спротивната страна. Тој фотон што го имаме тука, го имаме таму. Тие се неговите константи врз кои он обстои. Одземи му малце сосема, ќе одлета, ќе падне во јадрото, ќе го привлече како центрифугална, центрипетална сила, додај му малку центрифугалната, ќе го отфрли. И што се случува? Научниците земале тие константи за универзумот, ги ставиле во огромни суперкомпјутери. И тоа е ongoing процес, каде што им ги даваат сите вредности, например, како настанал универзум, се што сме откриле досега. И сваќаат дека помалку или повеќе блиску сме тука до овој универзум што го имаме сега, да се рекреира виртуелно во компјутер, како за игра некоја, затоа што му ги даваат константите, му ги даваат вредностите на секоја честичка што сме откриле. Но ако додадат малку или одземат минорно, едноставно се креира непријателски универзум неподнослив за да се создаде живот. Она што е мистерија и за она што не зборите, се нивните откритија. И тоа Стивен Хокинг го кажува раните 80-ти години, затоа го поканија дури и во Ватикан да одржи предавање. Нели, после под притисок на масонерија, на сите тие и така натаму, он се труди да докаже обратно, да се огради од тоа и така натаму. Но тогаш е уште млад, иако е во количка, парапледжик. Цел универзум
Науката ова го кажува. Научници го кажуваат. Не е само Стивен Хокинг што го одржал, он го открил, другите го потврдуваат. Тестовите, пробите, лабораториските опити, компјутерските симулации докажуваат дека е така. Овој универзум е толку прецизно поставен, толку е фино наштелуван, за да постои овој живот кој ние го имаме овде сега ваков каков што е. Врз оваа теза, нели се вика, ако ние сме имале негде, морал да се појави и така натаму, но не откриваме апсолутно ништо. Нити има, нити ки има. Ако има негде универзумот живот натаму, ние ќе бидеме семето. Од негде морало да почне. Тоа е мојата теза. Сакам да кажам, нели е пофасцинантно константите за целиот универзум, дека природните закони на гравитација, дека сите молекули во празен простор настојуваат да се спојат, привлекувајќи се со своите гравитациони сили, и секогаш гравитацијата создава топка. Никаде не ви се руши тезата дека сме Божја креација со тоа што сме на топчеста планета. Напротив, дали ова, дека цел универзум, не планетата Земја, дека цел универзум е создаден толку прецизно. Знаете ли како можете да го дознаете се во ова како плюс на дополнение? Например, живот. Не можеме да најдеме живот на други планети. Зошто? ДНК. Прашајте програмер. Нели ќе ви речат, види, ако имаш доволно време, примордијални чорби, услови, нешто и ќе се случи, ќе се создаде некаква органска материја. Штом се создаде органска материја, мора живот да се создаде. Арно, ама не може. Најголемите светски сили уште од 50-тите години имаат создадено цели казани кои ден денес им работат, кои симулираат светови, значи со аминокиселини, све им ставаат унутра за да се создаде живот, кои симулираат процеси милиони и милиони години. Не може да се создаде, не може да создадат ДНК, не може да создадат ДНК. Зошто? Проблем е многу едноставно, ќе ви го каже било кој програмер. Денеска повеќе или помалку, па затоа примерот ќе го кажам, се ова, нели, полунаучни, не е докажано, но мене ми е, уживам да проучувам и проучувајќи ќе поднаучам малци физика, па ако не разбирам, ќе морам и да поднаучам малце математика, ја мразам, не можам да ја поднесам, ама ме интересира за да го докажам ова. Тука се дечките од Скопско астрономско друштво, они се, како да ви кажам, они се монотеистичка црква на науката. Ништо друго не постои. Они не се атеисти, они се антитеисти. Шега на страна. Ама имаат огромно знаење. Они уживаат да го акумулираат тоа знаење. И такви луѓе има милиони низ светот. Сакам да кажам дека се во ова, како живот, како универзум, еве еден програмер ќе ви каже. Разговарајте со било кој компјутерски стручњак, и тоа врвен. Што е ДНК во суштина? Драматизирам малце, нели? Глумам. Драматизирам за да си помислите што е ДНК. ДНК ви е код. Ама што е код? Програм, луѓе. Програм. Чекај, имам еден стик. Имам стикче, си го носам со себе. Не знам зошто, фетиш ми е. На овој стик имам Windows 10-ка. Пу, 2019. 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 20
s kraja daje ako zatreba za da go instaliram brzo. No što je ova? Ova nije Windows. Ova je koncentracija na na podatoci. Koji koja ќе ги ставам во компјутер, почнува еден процес да се отвара и од тие податоци се создава еден оперативен систем кој го имате сега. Го имам ја овдека на мојов компјутер, па и ова позади и така натаму. И што со се во ова? Ова е труд на околу 40 до 50.000 луѓе кои работеле на ова уште од 70-тите години до ден денеска. Значи, од DOS до Windows, колку луѓе и колку милиони, не знам, стотици милиони, може би до милиарда редови програмирање е дојдено. Па ако има грешка, не може да работи. Ако има мала грешка, ќе работи, ама пак ќе падне. Па мора да се коригира. Зошто имаме толку многу апдејти? Не е само од сигурност, затоа што ќе го направат, па има и така натаму и бараат нови. Збориме, десетици илјади луѓе се инволвирани. Не само за Windows. Што мислите за OS на Apple, како е? Некој го сака овој, некој го сака оној, некој Google, некој Android. Се е тоа програмирање. Сега. Што е ДНК? Ако е ДНК запис, бидејќи ја имам ДНК-та за мојот Windows. Јас знам како ќе изгледа мојот Windows. Ја имам овде. И ова е резултат и труд на десетици илјади години низ децении. Некој ќе рече, па види, еволуција, па се случувало ова, она, ваму и таму. Првата ДНК, кажи ми ја. Првата ДНК за најбенигниот организам. Едноклеточен. За вирус. Ние вируси проучуваме. Може би уште не сме ни сигурни дали е жив. Дали е живо суштество. Но има во него ДНК и затоа го сметаме за жив. Без оглед дали мрда или не. Еве направете ДНК на... Море го снимија, го најдо и човековиот уште во време на Клинтон. Арно, ама, реплицирај го. Не може да се реплицира затоа што органски, хемијата прекомплицирана и треба многу и добро. Ама природата создала. Кажи ми, што е ДНК во суштина? Еве, што дознаваме ние ни сите овие децении, што е ДНК? ДНК е програма. ДНК е нашиот микро USB стик, кој една половина е во машкиот сперматозоид, другата половина е во во женската јајцеклетка која ќе се спојат, се создава човечко суштество од рандом, машко или женско. Во секој случај, и едниот носи ДНК и другиот носи ДНК. Два програма кои ќе се спојат, креираат живо суштество. Кажете ми, прашајте, програмер, дали може само од себе у природа да се создаде, еве барем најбенигнен програм, скрипта, вирус компјутерски. Еве, пробувале во оние компјутери кај што симулирале создавање на органски живот, во такви суперкомпјутери како Deep Blue се обидувале да создадат базичен вирус ни од што. Значи, без свест, рандом. Значи, му фрлаш бројки, му фрлаш знаци и го оставаш да клокоти самиот компјутер, дали од него некогаш може да произлезе еден рационален, минимален програм,
вирус, скрипта. Мислам дека скриптата е наједноставно нешто компјутерски во ред. Секој компјутерџија, информатичар, програмер, ќе ви рече, невозможно е. Невозможно е само од себе да се креира, по случајност да се креира вирус, програм, скрипта, било што. Мора свесно некој да даде свесни параметри, услови и така натаму во кои ќе се тоа создаде. Простете ми, јас сум комплетен аматер и лаик и се изразувам лаички. Може би и грешам, нека не ви се костреши косата на главата. Поентата ми е дека со истата теза важи за човекот, за животот, дека ДНК-та е код. И тој не се создава туку така. Таков запис, тоа не може случајно. Rest my case, има уште многу на оваа тема може да се збори, но ја ќе ја замолам сега само режијата да направи едно джинглче, кратко, затоа што ќе се префрлиме на дневна политика. После овој мој монолог или ова мое лапрдање, како кој, некој ќе му биде пријатно, некому непријатно, јас се извинувам на оние што им е непријатно, им благодарам на оние што ме сослуша, не ми судете строго, немам намера да се расправам, да ми се јавувате, види ти каже ова, ама не е тоа така, вака е. Не, луѓе, окей, од мене нема да зависи светската вистина, нити да ја поништам Божјата, нити научната, а ни од вас. Но имаме секојдневица, низ која имаме секојдневна борба и мене ми е најдраго кога се бориме, кога детектираме каде ни се дешава булшитот. Затоа, реалити чек, се враќаме во денешница, се враќаме во овој котел наречен Македонија, во оваа земја на неправда, на лакрдија, на лапрдија, во оваа земја каде што никој не се чувствува безбеден, каде што секој сонува подобар живот некаде подалеку. Те молам краток джингл и продолжуваме. Перфектно. Наскоро нови джинглчиња ќе има нешто како ова со ново лого. Се подготвуваме полека, ќе биде. Јоктур нервоза. Што е денешницата? Денеска се гласаше законот за амнестија. Слушај ваму, слушај добро. Јади бурек. Вечерва ќе ве оставам режија. Значи, ако се јави некој гневен, па дури и вулгарен, бидете максимално толерантни, дури ако потреби некој појак збор. Секако знам дека мора да го почитувате законот, но ја почувствував гнев. Знаете дека пред некоја година имаше амнестија, беше изгласана за некои лица. Ви текнува? Прво, Иванов и прогласи амнестија, па му ја поништија, па после они си прогласија некоја амнестија за овие што веќе ги испозатворија, па некои ги пуштија, и сега веќе после толку години прележани во затвор, маргиналци и така натаму, Јанаки Митровски заедно и опозицијата и сите поднесе пред се опозицијата секако, поднесоа предлог закон за амнестија на осудените. Режија компјутерот. Се извинувам што не бев јасен. Предлог закон за амнестија на осудените со гласање 41 за, 58 против и 1 воздржан, за жал не помина и тука завршува постапката. Се немаше сенс, вели адвокатот Митровски,
и се остана на лицемерен став, иако веќе еднаш се гласаше за амнестија на дел од овие луѓе, но останативе очигледно немаат употребна вредност. Селективна амнестија е селективна правда, а селективна правда е најголемата неправда. Крсто Муковски си ги троши милионите како ненасилен. Прилично гнев и цинизам во овој негов пост, благодарам режија, завршивме со компјутерот, во оваа негова изјава во врска со денешното гласање. Еве само неколку реакции умеѓувреме, ја прилично доцна го објавив ова, неколку реакции на Facebook. Горан Велевски вели: зарем некому до сега не му беше јасно дека СКМ, ПДП, комунистите во соработка со остатокот од немакедонците се против Македонија и македонците. На милиарда начини го имаат потврдено тоа, но за жал премногу се премногу. Тони Ивановски вели: Јанаки, дали постои казна затвор за велепредавство и дали застарува тоа дело? Јанаки не одговорил се уште на ова, но Тони ја ќе ти одговорам. Прво, за да има казна затвор за велепредавство, а има, треба некој да му биде пресудено велепредавство. Во оваа номенклатура на власт денеска, зар мислите дека некој ќе се нафати? Тоа ќе биде бремето на следната власт на опозицијата и ќе видиме дали ќе заслужи она воопшто да ја добие власта. Затоа што ако не ги казнат за сите овие злодела претходниве, ќе поминат полошо одошто овие кои ги... Значи, едноставно, опозицијата нема избор, освен да ја добие власта и да ја спроведе правдата. Ништо поинако. Јана Македонска вели: и кукавици оние од опозицијата. Па, не знам, 41 глас, не се согласувам. Зарем очекувавте нешто поинако од овој состав на собранието? Ако е на оваа стока, малку му е, стоки Тања и така натаму и така натаму. Тоа се дел од коментарите. Тоа е едната тема за која се отворени телефоните. Верувам дека ви е страв да зборите. Иако не е страшно, никому ништо нема да му се случи, ама успеа да ви влеат страв во коски првите години и веќе по таа инерција ќе се батали. И готово, така ќе влада. Како ќе владеат потоа? Еве ви. Намалени се цените, констатира премиерот. Ковачевски пак пазаруваше. Наполни торба за 328 денари. Ја му давам, еве, 500 денари од мене, да ја наполни мојата торба. Што е 328 денари? Дневен пазар за дневна исхрана? Сака да... Добро, ајде, 328 денари, пак ме... Мислам... Знаете што? Нема да ги артикулирам вашиот сенс за неправда и чувство. Нема да бидам мегафон како што бев порано во ваше име. Бидете си вие свој. Алал да му е. 328 денари, окей. 328, по 10 дена, тоа е 3200. 30 дена, тоа е 9700-800 денари. Така? Скоро 10.000 денари. Што значи, со минимална плата уште 10.000, па вие имате превише и храна, и све, и комоција, и на одмор да отидете. Ма супер вие. Браво Ковачевски, браво влада на Република Северна Македонија. Народот е среќен и полни торби за 328 денари. А вие кажете ми со што све можеме да ги наполниме торбите. Пазете, не на пазар, не на онака негдека идење по села. Во маркет полните 328 денари. Бута и леп. Леп и паштета. Секој ден. Да сте живи и здрави.
Dobro večer, povedete vo programa ste. Добра вечер, Јанко, добра вечер, Македонија. За што ќе збориш? За нашите македонски уставобранители. Може? Како не може, само ми интересираше, само прашање ми беше за да илустрирам. Океј, повели. Пред некој месец имав чест да гласувам да патуваме со мајката на Јане Ченто на едно поклоничко патување, нали, до еден манастир. И така, накратко, нова тема, нали, за синот незин Јане Ченто. Зборнав мајка, како секоја мајка, тагува за својот син што е разделена од него, а па Јане што е разделен од своите деца. И мислам дека вака, Јанко, дали си размислувал, еве да го земиме, зошто никогаш во ниједна емисија овие 31 година независна Македонија не се разговарало за македонците наши македонски великани, кои беа злосторнички казнети, а честни, достојни како сегашниве наши уставобранители. Тука да ги спомнам, значи, Методија Ченто, Панко Брашнаров и другите, да не ги видам, кои, нели, во време на СФР беа за македонска Македонија. Тука ни да се одлучуваме за нашите македонски работи, што и да е. И овие од, нели, тогашни татковци на денешниве СДС-овци со лази, клевети и клеветеја да си го правдаат својот лажен комунизам, а луксус, нели, и себичност ги затвораа по затвори нив. Да ве прашам, брајке и сестри македонци, дали на некој начин семејство од Ченто, синови негови на Ченто, керки, тамо колку има како беа, внуци, правнуци, дали во овие 31 година независна Македонија за која се бореше Ченто и другите великани, дали тие нивни семејства им вратија со нешто зло на удбашите, што ги линчува, што ги масакрира, што ги убија тие наши македонски честни великани. Денеска во Прилеп, во овие, да речеме, 30 години независна Македонија, СДС-овците положуваат свеќе за секој празник пред споменикот на Методија Ченто, нашиот македонски председател и чесен, достоен човек, вистински борец за Македонија, кој не сакал ни палата, ни вила, ни луксузни коли, како Тито 85, ни крстарења не сакал, помориња во најголем луксус, не сакал ни бели на раквици, ни пури од Куба донесени. Ченто сакал скромен живот и одел пешки од својата небела негова. Гарсонјера обична прифатил да живее во гарсонјера, одел пешки, не сакал да оди со автомобил. За Прилеп, кога било, нели, викенд, си одел со возот кај својата фамилија, не сакал службена кола да троши бензинот и пари од својот сиромашен македонски народ. Сега, значи, да ве прашам, зошто, колку се доблесни семејства на наши македонски великани, кои со ништо не им вратија на Сојуз на комунисти, денешна СДС. Ни кривично да ги гонаат, ни да барат парично да бидат, нели, обештетени како фамилии кои биле неправедно казнувани и деца на Ченто страдале во таа СФРЈ, сопруга, така се, нели. И денеска ни се повторува историја. Тие злосторници од СДС што уништија илјадници македонски семејства во време на СФРЈ, денеска повторно тие од СДС, тие душмани на независна Македонија од СДС, што убиваа македонци кои беа за независна Македонија, денески во независна Македонија прават терор, фашизам врз македонци. Како македонци не бришат во сојуз со бугарски фашисти, со грчки фашисти, со балисти фашисти, со западни фашисти, се македонско бришат и пусто глумат жртви дека Небаре Заев некоја капка пролеал во собрание, а тој нареди
да пука со пиштол, да го испровоцира народот негово обезбедување. Тоа беше тешка провокација. А и беше нели сценарио се смислено да го изгласат на див начин, без записник тават шофери, за наводен председател, во време кога беше мирната, нели, кога беа мирни протести по цела Македонија 2 месеци за заедничка Македонија. Тој Заев, неговите 2-3 капки крв биле подрагоцени од 8 животи на македонски полицајци во диво населје. А тој се сликаше со убијци на тие и помагатели на тие убијци во диво населје, а не појде на погреб во исто време беа погреби за 8 македонски полицајци загинати во диво населје, кога дечиња и мајки на тие наши бранители тагува, ги погребува своите татковци и синови. Тој и Оливер Спасовски бездушно, себично, зверски појдоа да се сликаат, бацуваат, гушнуваат со убици и нивни помагатели во диво населје. Има друг? Значи, Јанко, ако има друг, нека поведе, ако не, да кажем уште некој Не, мисло. мислев дека не сум во програма, дека ми исклучиле, ама ме оставиле у програма и се извинувам. Продолжи си, нема друг на линија. Се извинувам. Значи те молам да поканиш виднина гости. Фамилија на Ченто, фамилија на Панко Брашнаров, фамилија која има во Македонија на Павел Шатев, да зборнат тие наши македонски семејства дека и во 31 година независна Македонија тие семејства страдаат. Како што сега, значи, страда семејство на Методија Ченто, нивниот, значи, член, внук Јане Ченто, достоен македонски патриот, е в затвор 6 години. А само колку години, не знам, 15-16 е осуден. А јудата Заев, кој се закануваше со јадење живи луѓе, а неговите марионети од СДС, канибалисти, му аплаудираја. И тие сега, во сојуз со сите балкански фашисти, бришат се македонско. Значи, повикувам брајке и сите македонци од каде и да сте, да не се делиме повеќе на партии, двајца и дете партија, некои самите возгордеани лидери на партии и да се цепка наше македонско гласачко тело. Обединети македонци, зрушена опозиција и на наредни избори да се порази убедливо СДС, а дај Боже повикувам еден глас да не осват тие. Како партија, таа партија е буњена да се забрани и да се гонат кривично незините водачи и пратеници. Од СДС е злосторничко, сатанско, перверзно, гей парадерско здружение. Штетно за Македонија. Тие беа штетни уште после Аснов и пред Аснов губија Кочо Рацин, стигано го накодошија и нашиот втор Гоцедолчев, Кузман Јосифовски Питушо, беше нели креатор на цела НОП и креатор на Аснов, ама дека беше Кузман борец за обединета Македонија, за независна Македонија, сигурно тие Конишевски друже, и фала другите го ти накодошија. за излагањето. Лека ноќ и пријатно. Имаме гледачи, веќе почнаа да звонат телефоните. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелите во програма сте. Добро вечер, повелете во програма сте. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете во програма сте. Здраво, Јанко. Добро Абе, вечер. многу го пушти да јаде бурек, тој многу јаде бурек. Тој претhodниот сега што збореше. Па ми плати 50 Па евра, тој го не пушти. остае, па тој фрли дрва и камења, балисти, фашисти, не знам што, не, како му дозволуваш така, кој е он, кој фактор е он да дели правда или Плаќа 50 евра. како? Повелете, говорете слободно што сакате. Не ми спомна нешто 50 евра, па ме зачуди, ти си почнал више да со фотографија да работиш. Ќе се занимавате со мене или ќе кажете нешто вие за темава? Па за темаве зборувам. Тој претhodниот
mnogo to nekako... On не е тема. Темата е Ова? друго. Ги кажавме Тема? двете теми. Он не е тема. Гледач не е тема. После, ако Па- некој се јави за вас да збори, нема да му дам да збори за вас. Ништо да каже. Па Вие добро, си имате можем, свој има право. право реплика да... Добро, реплика на темата. Повелете сега. Каков е он шо прави, тоа е табиет. На страна. Таков си е, таков е. Ама много вреđa, много, не знам... Значи, вака да ви Тој, кажам. Тито, Океј, што ајде спомна сега ја да Тито, кажам. Тито не направи... Не, ја да кажам, па ќе те пуштам. Значи, постои закон во Република Македонија, Совет за радиодифузија, кој дозволува одредени зборови да се кажат и одредени зборови да не се кажат. Режија ги има тие инструкции. Ако каже и го прекрши законот, они го исклучуваат. Ако не го направиме тоа, ќе бидеме казнети. Тоа што не ми се допаѓа, и мене не ми се допаѓа што збори, ама ја не можам... Демократија е! Како може така да збори? Не можеш да се расправаш со мене како ја терам емисијата. Можеш да збориш ти што сакаш, ке те оставам. Не се расправај кој што кажал друг. Џабе ти е. Сакаш да збориш на темата или да збориш за него? Неćem да зборим, разочарен сум скроз, ајде. Ај, мислиш и мене не ми е? И мене ми ја пука главата. Ами се јаво, има право. Сега да го скратам. Дечки, емисијава е приватна, окей? Никој не се јави, он се јави. Да се јавеше порано, ќе го скинев порано, ќе те пуштам тебе. Зошто да го скинам? Зошто кажал лош збор за СДСМ? Па кажи ти лош збор за ВМРО. ВМРО и СДСМ не се заштитени бели мечки па да не ги вреѓаме. Тоа се институции. Кому му се свиѓа, кому не му се свиѓа. Вреѓа ги ВМРО-овците. Да речел нешто збор лош за албанци, за ислам, за некоја друга религија, ово она. Немаше уопште да овакво. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. За разлика од последниот гледач што беше сега, ја другар Митали ќе го познавам. Неколку време се слушаме со него, контактираме 27-8 години. Да сте живи и здрави. Да сте Иако живи, имаме- уше толку. Иако имаме спротивставени ставови, па сме другари. Малце ми бега понекогаш он малце, знаеш која не е управо, бега и едно време не ми се јавува, му звонам, не ми се јавува, не ми отвара. Ама кој ќе види после дали гледа ме слуша и правиме му абети онова. Он тале, не се менјава. Тоа е. Си го сака во мора да помне и точка. Меѓутоа, ја му викам често пати, тале, викам, подобре себе си да се сакаш, отколку во мора да помне да го сакаш. Тоа значи, дека те вработи, а не ти ден денеска без работа, не го вработуваат, а нагревато, што се вика човек со една пензија од тачко му живее, викам, бркај ги, дека те вработат, чим толку навиваш, те знаат цела Македонија дека си голем навивач. Ја вика, не се борам за ништо, се борам за македонштината. А бе остави македонштината, дека ја чува Македонија, викам, ајде пак. Пак не ме слушај и ден денеска без работа, што да го правам. А јас си го почитувам Социјалдемократскиот сојуз, не ги усогласува пензиите, платите, покачува све живо и диво, и цени, и све што се вика, и одиме очекуваш напред со Европа. Така да еден ден и во Европа ќе влеземе, а постојано во мора да помане, не знам зашто аудитира толку на избори, па избори. Не знам, овој Мицкоски, по моје мислење, решил ВМРО да помане да го уништи. Со вако е негов однос.
a znam дека во ВМРО ДПМН има голем број на многу паметни луѓе, многу толерантни луѓе, многу што ја сакат Македонија повеќе од све, што се вика. Меѓутоа, не знам што е работено се. Дали така му е наредено од Будимпешта или не знам како е, што е. Битно, жал ми е, али избори, знаеш Јанко кога ќе има? Кога? Избори ќе има, не, кој ќе има, уствари, кој ќе добие ВМРО ДПМН. Ќе има редовните до година. До година? До година, да. Окей. СДСМ ќе добие. И тие ќе ги добие СДСМ? Да. Аха, добро. После тоа, на 28 година повторно ќе добие СДСМ. Дури 32-та, кога ќе влеземе во ЕУ, тогаш ВМРО ДПМН ќе дојде на власт и нека ужива тогаш од тие благодети што ќе ги имаме тогаш. Така. Тоа е моја прогноза. Аха. Само дали ќе бидам ја жив до 32 година, па имам шанси што 70 години, 71 терам, уште 10 години може да живеам, па да го дочекам тој момент. Така да, мислам дека треба да бидеме спокојни, треба да бидеме мирни, а многу не се согласувам и јас со ЦНВ, ако сум од СДСМ. Ова замрзнување на цените не ми се допаѓа мене. Не ми се допаѓа затоа што губи буџетот на државата. Ако де, нели, ќе владеат, што значи, еве ни кажуваат како ќе биде со цените. Да, ќе биде тоа, ќе биде супер, ќе биде. Па гледам, бараме луѓе од чим денеска е супер, тогаш нека владеат уште 20 години. Не, до 32 доволно е. Доволно е тогаш. Така да, луѓе, уживајте, мораме македонци, албанци, турци, роми, мораме тука. Таа е наша заедничка татковина на сите нации што живееме овдека. И ја сакаме и мораме да работиме малце повеќе, околу земјоделството малце повеќе треба да работиме. Околу што да работиме? Околу земјоделството многу треба да работиме. Жалосно е Македонија да ги користи своите благодети. Јас се извинувам. Јас само народов ги следи како владее, така и се дешава. Да сака оваа власт да го подигне земјоделството, ќе да го подигне. Да сака оваа власт да го заврши автопатот до Кичево, ќе го направи. Да сака оваа власт да го направи патот до Косово, ќе го направеше. 5 години има. 2 километра е качанички пат. Не го прават. И зашто? Им се може. Кој го доби тендерот за доправање на автопатите? Фирма што произведува гаќи. Супер! Знаеш што? Управо си. Друже, сега ти се изнакаже, фала, и ја морам ново. 10 години, благодарам, поздрав, лека ноќ и пријатно да си жив и здрав. 10 години ќе владее СДСМ, одиме со следниот гледач и ќе носиме гаќи и дзиври. Yes! Одлично! 328 денари. Полните корпите, дечки. 328 денари. Дај само сега да видиш Муабетов. Ми пише, дечко, сори, нема анонимност. Се што ќе ми пишете на Вибер е јавно. Ванчо Топалов ми пише, зошто си во НАСА блузон? И му пишувам некои прашања. И ми праќа сега дека ме гледа на телевизор, дека носам на... Вика, јас прашав. Добро да викам, му викам, ако, ама за ова не гледам, зошто би дебатирал и одговарал, нити сум тема, поздрав и убава вечер. И сега ми вика, а зошто го трошиш времето на глупости, рекла, казала. Имаше добри гости пред некое време, како овој тренутно е губење време, танга гаќи. Ванчо, слободно купија, преземија емисијава, дојди тераја, уживај. Знаеш како,
ова е само, благодарам режија, ова е само она, знаеш, секоја вечер тераш 2 сати емисија, да бе, нормално е. Чекай, која будала го прави ова? Ти го правиш. Ти си будала. Јас сум будала, точно. И уште секоја вечер со гости да биде. Тоа е... Не, знаеш како, луѓето се влегуваат у една комфортна зона и don't care. 23 години сум и метер. 23 години. Мики, не сакам да те вклучам у емисија, ајде нека ти биде за атер сега. Повели на кратко сосема. Да, во програма си те поздравувам, фала што ме гледаш, те читам што ме пишуваш. Во ред? Во ред ли? Поздрав. Ете, беше Мики, поздрав. Чао. Чао. Ајде, да си жив и здрав. Ете, поздрав. Мики, пиши ми, не се јавувај. Како? Да. Шо сакаш, Мики? Кажи, повели, ајде. Поздрав. Поздрав. Чао. Чао. Пиши ми, те читам. Чао. Ајде. Океј. Одиме со следниот гледаш на линија. Океј, денеска, значи, пратениците од власта не го прифатија предлог законот за амнестија на осудените од 27 април. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Поздрав од Струмица, од твојот стар пријател, Димитар Јанков. Мојот дописник од Струмица, повелете. Да. Јанко, Јанко е гледам точен само одговор. Во парламентот гледам, тие празна беше нон-стоп салата, е на таа страна. А сега се напаниле тук куќе домаќи всичко. А нема пратеници за да одржат, нема доволен проект форум да одржат. Ама пуста омраза за патриотите што лежат затвор тамо без причина. Сега и се собереме сите душмани на Македонија, ќе се собереме за да не ја прифатиме значи амнестијата. Значи одека на Јанко толку злоба во тие луѓе? Како може толку злоба да биде? Ние македонци не разбираме што е злоба. Ние не знам, ние сме најавни луѓе. И ние мислиме сите, оти ние не мислиме лошо на никој, мислиме и другите не мислиме лошо. Ама другите имат интриги разни багабонски работи, разни штаперски работи. Значи се чудат како да не наштетат Јанко. Таа штета што е направена, што не изгласи, таа штета е и за нас, што не лежиме, што не сме во затвор, и ние сме тотално увредени. А тај Албанец често се јавува што вика балисти, това на ти говорил. Тале, па најнормално ќе говоря. Кој прави споменик на Джемо Хас? А они прави... Чекај малце. Режија. Молим те, немам нерви вечерва да слушам расправи балисти, партизани, Джемо ово она. Доволно беше тале со Ченто секоја вечер едно те исто го збори. Значи не сакам да го отфикарам, жал ми е. Немој ти сега батали ги спомениците, ние правиме свој, они си прават свој, нека си прават кој што сака. Збориме за амнестијава, лежат деца. Добро, извини Јанко. Не, извини и ти, дали ме разбираш дека после ќе отиде муабетот у трвење и на крај, знаеш што? Ќе си пуштам музички спот и ќе си отидам дома. Ќе ја прекинам емисијата. Јадете се по улици. Не, немам нерви. Добро, Јанко, извини. Не, нема извини, извини ти. Не треба ништо да ми се извини. Ја те замолувам само, ако може.
толку. Може. Ти благодарам. Јанко, Повели. ако може, некни бидејќи кога Дај го у кадар. зборувавме за Чичко и Благо Јанко Мунчето. Па се источил телефона, па не можех на крајо да те слушам што си говорила, те слушам на репризата, уредно сега. Те уредно. А ти кажам, и во Струмица има многу фашистички елементи. И тоа во сите партии. Културниот дом во Струмица, дом за кој се викаше Благо Јанков Мунчето. Толку криво стана и стана на Струмичане, зошто го смени името. Дај да го најдеме мучето. Да. Го крстие Антон Панов. Јас немам ништо против Антон Панов и тоа како Струмица стариот театар се викаше Народен театар Струмица. Па јас бех лично на академијата, бидејќи работев во театар како сезонски работник пред да се запослам. И там беше учесник во ложата, Антон Панов беше учесник. И дава некои едночинки, од момци, кратки некои, моно, как се вика тоа, и за стари глумци во театар што се биде, а тоа се случуваше 2008 година на крајот. Стиши микрофон да си искаш. Го красие, и на крајот фашистички елементи го прекраси Советот, беше на ВМРО ДПМН беше Советот. Од мојата партија. И толку се уврди и чест, тука тоа работа ја направи 2-3 човека. Го избрешаа името Благо Јанков Мунчето. Толку се уврди Струмичане. Јас после не бех работев во монополџиите, сите персонално. Добро, мислам дека за мучето зборевше и истово го кажа и прошлиот пат и тоа јасно е. Да ти кажам за името што го избришаа. За тоа да то кажам. Добро. Знаеш што вика? Што? Ама вика ние монополо, работчицот, гласахме, ајде да бакме да се направи. Абе, пријателе, ја те разбирам и, нели, врзан си лично. Абе, брусеа шахти со сонцето. Со ова сонце го брусеа. Да. Абе, ајде, со кого си имаме работа. Биди И што да поздравен, фала што се јави. Струмичаните Пак да ми се писат, јавиш, поздрав, лека ноќ. А еве уште една интересна вест. Ние македонските пријатно, бугари сме тука, режија. Ние македонските бугари сме тука, сакали или не. Реагираат од клубот Ванчо Михајлов, откако правда наложи да се преименуваат. Значи, не им е дозволено културниот центар во Битола да го носи името Ванчо Михајлов. Но бугарите наводни во Македонија, во Битола, тврдат дека тоа требало да биде заслужено. Во секој случај не им дозволија. Добро вечер за следниот гледач. Добро, се исклучи, окей. Инаку, затворите се преполни. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас сакам само малку да кажам за 27 април. Она што го дадо амандманот за да се воведе амнестија на затворениците, на бранителите. Ги укривувам многу. Секогаш кога имаше судене, но овие телевизиските емисии на вестите дадаа слика од влезот на луѓето внатре, кои што пее патриотски песни, кои што беа со знаменце вее, а воопшто
ne pokaza na kakov način, na koji zakonski zakon Во ili моментов zakonski има гледач, propis. чекајте на ред. Mola? Si izvino? Се извинувам и јас. Имаме на Вибер, чека гледач на ред. Вие продолжете си. A во ред. Ја Да, помислев изгледа мене неа ми гледа емисијата дека Во ред. веќе има некој во програма, ќе го пуштам после. во ред. Да. Во реца. А додека во она как се вика салата, како на кој начин се избираше председател на собрание, меѓу клупи, меѓу седишта, како даваше заклетва и тука беше професорот кој што како најстар му држеше како чита. Тоа воопшто не го дават. Не го дават ни сега кога изнесуваат дека дадоа тие адвокатите амандман за да се изврши амнестија. Они беа бранители. Ниеден од тие не се тепаше. Али беа револтиран народот кога видо што се случува во парламентарната сала. Па имаш, не е да немаше тепачки, имаше тепачки, на Заев му ја раскрварија главата, не можете да кажете немаше тепачки, гледате ја сликава. Ама имаше тепачки, па и јас ке се тепав на 80 Па години. добро, ама господјо, не викајте дека немаше тепачки, имаше очигледно Имаше, тепачки. не реков дека немаше. Рековте Али ко влегоа со химната, влегоа Добро. со патриотски песни, со знаменциња и со стари луѓе беа еден до друг. Али кој ќе те иритира, па колку да бидеш здрвен, ќе реагираш на тоа што се случуваше внатре. Ете се случи, ги осудија, не им даваат амнестија, им се може, тоа е тоа, господјо. Фала што се јавивте, лека ноќ и пријатно, а на линија имаме гледач на Вибер. Не ја уклучи у камерата, но исклучи. Добро. Ајде ќе пробам јас овие два пропуштени повика. Абе, на Вибер кога се јавувате, не трошите ништо, мислам, зошто не почекате малце? А ја ќе пробам да ги повикам. Да видиме, претходниот гледач еден се јави, чекаше една минута, не крен, па се откажа. Еве го сега, ја го барам, не кревам. Долго звонење. Не. Ајде сега вториот што се обиде да се вклучи и со гестикулација пробав да му кажам да почека малце. Луѓе мислат ова па нема ни у Франција, чекаш ред, у Германија ќе почекаш. Ајде Фетак, кревај слушалка, ти звонам, гледаш дека ти звонам. Се јави у емисија. Знаете, кој ќе се јавите на Вибер, почекајте. Ако веќе разговарам со некого, не можам веднаш со вас и да го пресешам гледачот. Почекајте малце, стрпете се. Барем на Вибер е free of charge. Еве и другиот гледач што се обиде да се јави. Не крева, добро. Океј. Значи, моја предпоставка дека и немале намера да се јават, не знам што друго да кажам. Ајде да видиме со господинот третиот. Добро вечер, дали се слушаме? Океј. Даме, вака, гледај се. Сакам да му кажем на таа госпожа. Еве сега, гледај сега. Не само фью, него mute и always. И никогаш веќе не ќе може да се јават во емисија. Следното подоцна и блок ќе му направи. Гледај овде како копчево што има на Вибер, што пише овдека? Блок. Оп, блок и репорт. Thank you very much. Тоа е тоа. Или јавете се, правите муабет или не. Мислам, не можете да ме тролате. Помина тоа време. Но, добро вечер за следниот гледач. Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господине. Сакам да му кажем на таа претходна госпожа се јави за парламентот 27 април.
Па не само што имаше не само тепање, него имаше и мртви за мало туека она. Значи она ништо не видела. Јас се извинувам, мртви немаше. Не се Па согласувам. мртов го извлекува човекот, па него Мртов од него немаше. тече Не е крв, точно. не вода. Значи, реков на жената дека не е точно, дека имаше тепачка во ова, Да, му рече. но Да, мртов немаше ни еден. па мртов го извлечува како мртвина го извлекува од Не, мртов па, немаше. Не прифаќам. Тоа не е точно. Па добро, полумртов беше. Ај, мртов не, ама полумртов. Нема полумртов. Или има како? мртов, или нема мртов. Нема полу. Па ништо. На што изгледаше човекот? Абе го истепа до смрти. Не. Ајде Значи, да се правиме дека бил луди. претепан, ќе се согласам. Така му Дека прија, бил така удрен, му прија на таа госпоѓа. Дали па е него- жив човекот? Жив е. Како тогаш да. може да кажеме дека е убиен? Па скоро да Ама не го нема спасеше скоро. тој бодигардот тој како што Не, што беше господине, во парламент. прашајте ќе- дома и ќе ќе ви го убија речат. човекот. Има разлик. Че го Нема... е толку мржња, толку... Абе, слушај бе, јас сум албанец, ама македонците има проблем со бугари, да не се онадуваат со нас. Ние го чуваме во Македонија, иначе да не сме ние, одавна, од 2001 ќе влизаш. Ја не знам, абе имате проблем со Грци, имаме проблем со, мислим и ја тука се и со бугари. Со албанци ни најмалку проблем нема. Сега што е со Охридскиот договор, што е пошто има вработување едно друго по договор Другар, на тоа 20%. се е тоа во ред. Тоа им боли на нив ние. Да поарно ми е да копаме таму пченка, да сееме компири, да чуваме овца, не може. Не може се овие младина, така и тие мало да пробаат што е државна работа. До 80-та ни еден, можем да речем на прци да броим колку имаше вработување од албанците. Немојте. Па ние да не бевме, ќе отидеше државата. Ај видите со бугари ви онадите вршите работа и со ама немате вас не ви е гајле со бугарите, само туека ве боди зубот. Кај албанците ќе ни отиде држава. Абе види бугарите ќе го земат на државата. Вака, ти благодарам за јавувањето. Не можам да се согласам со генерализацијата на она што ни го кажуете дека ние македонците, значи ме вклучивте и мене, дека ги мразиме албанците, дека само албанците ни се проблем. Не е точно. Нити го чувствуваме. Така. Значи, зборам од свое име и од име на оние кои знам дека размислуваат како мене. А и вие тоа добро го знаете, бидејќи да сум ја албаномрзец, нема ни да ме гледате, нема да ми се јавите. Знаеш дека сум фер човек и дека ги почитувам албанците, како што се ги почитувам и македонците, затоа што ја прво гледам човек, па после мене помина тоа. Јас сум веќе уште 2-3 кречења и завршувам работа на планетава. Ја немам намера нити да си заминам од овој свет со омрза према било кого, према било што. Према животно немам намера, не према цел народ. Не се македонците до толку... Да, има. Ама кои го прават? Нашите и вашите политичари. У тие што се крстите, у тие што ги сакате, ги цените и мислите дека само они се залагаат за албанските работи. Па тие политичари прават проблем со македонците, а исто така и македонски политичари прават проблем со албанците. А точно е, проблемот главен у моментов ни е со бугарите. Со бугарите. Само, знаеш како? Не чувствуваме ние македонците у овој момент поддршка од албанскиот политички фактор, не од албанците, не од албанскиот народ. Од албанскиот политички фактор не чувствуваме поддршка за нас, ние кои се бориме за нашите права, за нашата историја, за нашиот јазик, за она што сме. Дури чувствуваме притисок
да се докаже тезата на Бугарија дека ние не постоиме, дека сме ние измислени од Тито, дрн, јариња. Размисли го ова. Омрза не може да дојде само од една страна и некој ја манипулира затоа што така останува или се бори за власт. Размислете го ова. По-фер не може да има од ова мое размислување. Не постои по-фер. Ви тврдам, без оглед што да кажете. Добро вечер за следниот. Јанко, и убава вечер. Ваме на вашата екипа. Кај си има од кога те нема? Ама кај си од кога те нема? Сега. Абе, ти не знаеш, не можев да почнам емисија, ми доаѓаат овие. Абе, каде е нашата гледачка, бе, Така, бе. Не знам, Овој бе, вика ќе ме каде. исклучува. Каде? Викам на Само таван. прашуваат за тебе. Донеси ми кисела прашуваат вода у сега да мените. прespувам. Ајде. Вака, братко. Се додека ние се поклонуваме на сите, нас ке нема да не биде. Затоа што треба да се сплотиме ние македонците, а не овој вака рекол, оној нака рекол, оној вака кажал. Ќе ми кажува тале за минатото. Дај сега да го средиме тоа, а не минатото поминало. Не се враќа минатото. Така е. Сега ние сме во опасност. А не Денеска тогаш. имаме Бугарите, реален па проблем. бугарите никој не признава тамо. И албанци нема тамо, ни турци, ни роми. Тамо се се бугари. Калина се вика циганката. Каква е таа Калина? Нема, албанци, бугарите сакаат се нас да не покупат. Не може така. Не само бугарите, и албанците. Зашто он така вика? Зошто овој како се викаше, што оди кај бугарите. Он не мисли за нас, он мисли само за себе. Така е, ти благодарам. Што е глучната поента што ја кажа дамава, а и некои претходно што се јавија, меѓу кои и албанци? Нели? Се зајадуваме ово, она истата приказна, веќе 20 години ја слушам во емисија, не се мрда од таму. Но, има една поента што... Абе, луѓе, точно е све и се окей. Историја, балистите, партизаните, ово или оној, овој бил, оној бил. Ние имаме реален проблем. Ало, бе, луѓе, дали сте свесни? Ја лажат или стварно тогаш владава окей? Гледайте, намалени се цените, констатира премиерот. За 328 денари наполни торбата. Јас сум татко, имам семејство, 5 сме, плюс 3 мачки. За 328 денари. Можам само леп да купам. Кого правите будала? Извинете, јас се чувствувам како будала. И гледам се, зашто правиме муабет вечерва? Овој бе, оној бил. Ај ви дадов за амнестијата да збориме. Бидејќи има луѓе кои престрого, без надвор од секој, дури и правен сенс. Правен сенс. Мики, ти реков да не ми се јавуваш. Пиши ми. Нема јавување. Мики, иначе блок. Нема ни да те читам. Не јавување. Толку беше, се поздравивме. Океј, одиме со следниот гледач. Повелете, во програма сте. Како никој не го допре тендер за патишта, го доби фабрика за гаќи. Иако е логично, нели, овие кои ќе си заминат од власт заради се што изнаправија, ќе им требаат многу гаќи. Фетах ми пише, дај го компјутерот. Фетах, зашто правиме муабет? Фетах, здраво, ти се јави, јас ти и па исклучи. Јас ти се јавив, баш да чујам зашто правиме муабет. Појма неам. Не можам да читам мисли. Ке збориш или не? Да те барам? Ај ке му свртам. Ајде, Фетах, јунак ли си? Фетах, 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 Фетах. Ајде бе, Фетах бе, ајде бе, Арслан. Ајде да ти чуеме бело грло.
Jokturiti, ništo. Što vika njegoš, svi junaci ponikoše i u crnu zemlju pogledaše. Jer boj ne bije svjetlo oružje, već srce u junaka. Ups, nosiš nasa, Janko, zašto nosiš nasa? Zašto bi? Dobro večer, povelete ovo programa, ste. Dobro večer, povelete, ovo programa ste, ve slušam. Ало? Dobro večer, povelete, во програма сте, ве слушам. Сега, дали сум ја или ми рече колегата твој дека друг имал пред мене? Она е филозофско прашање. Дали јас сум јас? Види се, Јанко. Повели. Значи, недоразбирање. Значи, ми рече колегата твој дека има не пред мене човек. И сега викам, гледам дека ти упорно бараш да ти збори некој, викам вајда тој се откажал, па јас сум наред. Затоа не троши време. Сега си у програма, збори, повели се е во ред. Па вака сега за тој умрениот у собрание. Човекот може стварно умре, па го носе Израел, па да воскресне таму, па се вратил назад, па кај знаеш. И него сега е жив. Може тоа само као узречица било, сакал да каже, ама знаеш, јавно кога ќе кажеш дека некој бил мртов, ја морам да го коригирам тоа. Ама сега човекот гледаш дека упорен, дека он знае све, повеќе од тебе знае и од другите околу тебе. Значи, човекот те убеди дека така било, кажеш. Ја му верувам. Најискрено, честен пионерски збор ти кажам. Иначе, за овие што не ги ослободија, знаеш кога ќе ги ослободат? Ако падне договор, ја мислам, помеѓу ДПН и Америчката амбасада да се издвојат неколку луѓе за да направат веćina у собрание, тогаш може таа амнестија ќе биде постигната. До тогаш цело време ќе биде тоа под пресија, под закана од Америчката амбасада. Значи, пак ја нагласам таа Америчка амбасада, може да став тука у исти кош и британската, па и еврозаедница ваше. Не ми донесе кисела вода и не ми донесе. Не, ти збори, молим те. Аха, да зборам е добро, ја мислев дека ми игнорираш, па за тоа. Не, какво игнорирање, те идеш цело време у програма. Ми се стори, извини. Знаеш, ако ми бегаат сега мисливе, ме шараш, знаеш, и ги губам. Збориме за амнестијата, збориме зошто не се изгласува. Ти велиш дека меѓународниот фактор е тој кој одлучува дали они ќе бидат ослободени или ќе... Значи, да се излечат, како што беа 8 души излечени за името, така сега да се излечат колку им фала таму, не знам. Еве, ако се 8 пак 8 души да излечат. Сакаш да кажеш за да ги изгласаме бугарите, а после тоа ќе ви дозволиме амнестија за овие. Тоа е играта. Позадината е таа по мене. Ништо друго не е, освен да се смени уставот. Фрлија, жити се джитнија, аман. Леле, страшна работа, вода ќе му дадат среде емисија, аман. Стоката да се напои. Проблем, да не ти влезе јакната у кадар. Леле. Па прикривај, да не се гледа. Стока напоила. Абе, остај го човекот. Не, ти го исклучи, срам да ти е. Види го. Па крие. Дај бе кадар, ало, шо е ова? Кој ти рече да ме прикриваш? Ја да се срамам што пијам вода? Држи, само кожувчанка. Само кожувчанка. Абе, само кожувчанка се мијам со незе. Не само што ја пијам, и се мијам. Кожувчанка, ништо друго. Имаме ли гледач на линија? Бонджорно. Бонанотте. Мулта бене. Јане. Повели. Само би сакал да искоментирам. Денеска само наречениот премиер Тачи
па шеташе по самопослуги да докаже дека цените паднати се на левот, на некои намирници, тестенини, така натака. Знаете, ја би кажал околу левот. Јас не сум за процентуално покачување на пензии и на плати. Од која причина? Јас сум за линиарно. Сега ќе го објаснам. Еден пензионер или службеник што има 15.000, он ќе добие, ако е 10% покачување, он ќе добие 1500 динара, да, еве го тачи, па камери го снимаат, многу е убав, па леле, па уште келав од озгора, што да ти кажам. Убавина невидена. Не, да не се подсмеваме за нечии физички карактеристики. И јас сум, он е келав, јас сум свиња дебела, сите си имаме доблести и мани, збориме за неговите дела. Он тврди дека со 328 денари наполнил торбата и дека цените се намалени. Да, ама не стани кашкавал унутра. Ти што сакаш да кажеш? Сакам да кажам, човек со 15.000 ќе добие 1500 динара или 50 кила леп. Оној што има 20.000 пензија, он ќе добие по мината математика процентуална, значи ќе биде 10%, тоа е 2 едалки. 2 едалки тоа отвори околу 70 кила леп. Оној што ќе добие 30.000, он ќе добие, ако е 10%, не знаеме се од први натака, викаат 8,2 или не знаат. Може да биде пензијата, значи 3.000 динара. Тоа значи он ќе земе околу 100 кила леп со ова покачување. И тој 40.000 на незборине и така натака и така натака. Зошто не е тоа добро? Поготово фамилиите што имаат и дечиња, и они во главном се ранат или основна храна и е левот. Значи, еден пензионер од 15.000 ќе земе, рековме, 50 кила леп, а овој ќе земе 150 кила леп. Сега, дали е тоа, пошто сме ние социјална земја, Македонија, така и во уставот стои, значи, Азаев кога замина, или пред тоа нешто збореше, дека ќе го изедначи јазот меѓу богатите и сиромашните. Сега, ја не извини, како е ова Груевски која беше, линеарно покачуваше и плати и пензии. Например, моите најблиски, дали ме слушаш, Јане? Сакаш јас да те слушам или да те слушаат гледачите? Значи, моите Не, најблиски... чекај, полека ме рачкаш. Сакаш јас да те слушам или гледачите? Гледачите. Дај кадар, продолжи. Сега, моите најблиски живеат во Австралија. Зимаат пензија неделно $50. А ако сум ја бил обичен работник, сум взимал 5.000. Или пак, ако некој бил доктор, ќе земе $5.000. Меѓутоа, кога идем у пензија, ниеден пензионер не го полни пензионерскиот фонд. Ниеден, значи ниво Македонија, ниво Англија, ниво Европа. Значи, сите линиарно зимеат $500 неделно. Друго е сега. Ако тој човек уплачал во приватен фонд, тоа колку уплатил, ќе земе повеќе. Сега, ја поставам прашање, поготово слушателите кои слушаат. Друг муабет, добро? Дали, кој е сега социјална држава, Македонија или Австралија? Затоа што во Австралија сите у пензија, сите сме еднакви. А кога сум бил јас доктор во Австралија, $5.000-10.000. А тој што бил обичен работник, граđевина, што ти знам, железница, работи овамо таму, ќе земе спрема платата. А ако зимал $6.000, си зимал $6.000. Али во Добро, пензија... знаеме тоа.
И А сега знаеш шо, ли, Јанко, шо зашто е ова го заклучоков? зборам? Ова го зборам, сите овие што се јавуваат, што имаат поголеми плати, сите се себични. Ни на Бога мислат, ни на сиромавиот. Овој, кој е кај на сиромав? Тој што има многу деца, тој ќе земе 50 кила леп, ако има 15.000. Сега, дали може уште 2 збора да кажам? Може, Погледajte што стана у Грција. Голема сообраќајка, сожалување. Ете, јас сочувство давам до нашите комши Грци. како шалташ ко вести на Од вас сите си даде оставка министерот што беше за транспорт и врски. Да беше у Јапонија ке извршеше харикири. Па да ти кажам, може да си управо, и харикири може да ќе направи. Меѓутоа, кај нас имаме 3 сообраќајки. Што ми е поентата? 3 сообраќајки кај нас погинава. Модуларна болница Тетово. Имаме, што ти знам, во Бугарија се запали. Пазите, кај нас имаме ние вкупно 50 души. Ама да, не 50, 100 души погинава. Ни Филипче даде оставка, тоа се вика морална да даде. Нити, што викала за Филипче пред болница? Морална од мора или морално заради морал и етика? Заради морал и етика. Се зафркавам, извини. Ај, Крај на ако емисијава примам више зафрканција. ми збогти са, ми се иде дома, ама и ми ти се примаш, спие, ми брате. се јаде. Ама како викава тие неговите? Не го даваме Филипче, не го даваме? Наместо а во ние... право си. А да Иначе, не да ти заборавиме. кажам, дека Груевски, сега слушаме добро, поздрав од мене, лека ноќ, добра ти е поентата, но едно, ај сега еден мој чалам да си направам голем. Значи, Груевски у една предходна телевизија пред околу 15 години прави ми интервју и ми кажува дека ќе ги покачи пензиите на пензионерите. Колку ќе ги покачите, господин премиер, толку ќе ги покачиме. Седевме у фотели, не на маса, не на таа позиција. И побара да се вклучат гледачите. Значи, не збореше само за тоа, он кој ќе зинеше, брате, 3 сата бетер од мене беше. Не застанува. Ама све збореше за што планира проекти, ово, она и така натаму. И се јавува гледач и му вика: господин премиер, рековте, ќе ги покачите. И супер е, бидејќи тоа беше прво покачување од независноста на Македонија, пензионерите имаа исти пензии, не беше мрднато. Не беше мрднато. И прв пат под власт на ВМРО им се случува да се качат пензиите. И вика вака, гледачот, не Груевски, гледачот, вика: наместо фала ви, супер тоа, што ќе ни дадете, може ли процентуално? Зошто? Затоа што некој има пензија од 25.000 денари и ќе добие 500 денари и тоа за него му е помалку повеќе, се исто. Стандардот нема да му мрдне. Некој што е пониску ќе добие исто така, што има минимална пензија, тогаш ако не се лажам беше 7-8 илјади денари пензијата. И вика, ви предлагам, процентуално, тие што имаат најмали пензии, да имаат најголемо зголемување процентуално, а тие што имаат најголеми, да имаат најмало зголемување. Знам само вака дека направи, ја немам емисијата, затоа што ја цел живот сум идиот и соработувам со идиоти. Фала Богу, кариерата конечно ќе ја завршам како што треба и кај што треба. И со луѓе кои како што доликува и како што професионално знаат да тераат, така што секоја емисија е ставена на YouTube, зачувана, тогаш не беше. И вака, и тоа од премиерот. Тоа треба да идам да копам у архивите на ВМРО ДПМН, ако уопште и стои негде некој DVD. Застана вака, се фати за брада, се занеси и рече: прифаќам. Добра сугестија ми дадовте и прифаќам. Ја останав шокиран. Не заради Груевски, премиер.
му се јавува човек, појма немам ја кој беше тој човек до тогаш. Без онака, вака, обичен, како гледачов сега, и овој му ја прифати. И стварно ја донесе. После одговараше, нели, уште цел час на прашања му се јавува. Денеска такво нешто немате, нели, тоа што се случуваше со Јади Бурек. Затоа и бев толку хейтер, нели, оти ултра популарност. Груевски ме користеше, сигурно, знаеше. Затоа и доаѓаше кај мене. Оти најмногу ке се чуеше сето тоа и тоа е тоа. Во ред, ја све баш ке си прифатив, али интересно е дека да, многу е пофер, поправедно е да е процентуално. Тој што е побогат да добие помалце, тој што е посиромашен да добие повеќе. А ние сме во ситуација, драги мои, за 328 денари да си ја полниме корпата, наводно ни се спуштени цените, смешки. Тоа е, значи, инфлацијата толку изеде, но неверојатно е кај народот повеќе пропагандата поминува дека цените се спуштени одошто реалност. Некоја цена тук и таму е можеби спуштена. Ама знаеш како? Шампонот е отиден од 160 на 300 денари, а лебот е од тука негде, ама не е више маслото 140, туку 110. Се спуштило. Класична финта. Маслото треба да е 70 денари. Низ цел Балкан е 70 денари. Карикирам се. Него максимизирај го, спушти го, пак со профит онако што си сакал и сите, па еве спушти, па да, намалени се цените и тоа се го купуваме. Колку е струјата, колку е водата, колку е телефонот, колку се режиските трошоци, колку се даноците отидени, тоа не е, пуниме ние корпата за... Знаете колку треба една просечно 4 члено семејство? Ја кога дојдов во ТВ Сонце беше 500 евра. Со 500 евра ги подмируваше сите потреби. Сега не е под 1000 евра. Значи, за едно семејство нормално да функционира без никаков луксус, со сите платени трошоци, да купи обувки за децата, значи најнормални работи, збораме за цивилизацијско преживување, треба 2000 евра. Секој што живее под овие средства, секој семејство, се чудо, се херои и се луѓе кои се мачат. До толку е скапотијата отидена, а они се фалат просечната плата колку отишло. Просечната плата е качена скоро 50%. Што ако е качена 50%, кога сите цени кумулативно све е отидено преку 100%. И тоа им поминува. Па може да помине. Нели? Океј. Фала ви на вниманието. Се гледаме утре вечер. Ке тераме. Бидете ми така. Порано можев и до Сабајле, ама нема години ме вјаса, што да ви кажам. Утре идам у пензија и готово, као број 1 ќе доаѓам у количка со косата ваква бела овдека и ќе го вадам тоа тефтерчето. Ти се сеќаш што ми кажа тогаш, као на Груевски сега што му извадив. Имаше една добра вика. Добро утро. Се извинувам што че дојдоа да ги собираат камерите. Да си одам ако сметам. Да си одам ако сметам. Да си одите ако сметам. Вака вика Мартин Толовски, еден од најкул типовите на интернет. Прекини да шушкаш, да одиш, застани у место и исчезни. Така. Скамени се. Вака вика Мартин Толовски. Има кампања, дуи ке иде со кампања он доаѓа. Правам намерно драма, за да, нели, он доаѓа. Предпоставувам, не, подобро да не објаснувам. Ако ви текне, окей сте. Ако не ви текне, никому ништо. Значи, кампањата на Дуе е он доаѓа. Слоганот ќе биде. Мартин Толовски вака објавува, вика: би сакал со исти ваков слоган опозицијата да иде за следните избори во нивната кампања. Он доаѓа.
Leka noć i prijatno od mene.